Во Бога Света Тројца, трите личности постојат во состојба на движење во љубовта, состојба која отците ја нарекуваат перихоресис, односно проникнување. Се разбира без притоа при проникнувањето да си ги укинуваат собствените личностни одлики. По углед на троичниот Бог и луѓето се проникнуваат едни со други, без притоа да се изгубат себе си, без до претопување да исчезнат во односот, туку напротив, во односот со другиот да се потврдат како самобитни, неповторливи личности. Впечатлива илустрација за проникнувањето од уметноста е сурреализмот на Магрит. Например, со внимание погледнете ја оваа негова слика. Сурреализмот го истакнува уверувањето дека стерилното, рационалистичко убедување ги потиснува творечките сили на човекот и негативно се одразува на уметничкиот израз во неговото постоење. Продорот на плодното и рационално во секојдневието се покажува креативен, за разлика од продорот на бесплодното рационално, кое може да значи дека некој е физички присутен покрај другиот, но во таквата присутност целосно е одсутен, исцело е непроникнувачки. Вистинската уметност го поседува дарот да ни ја прикаже стварноста како очигледна непосредност и на тој начин да ни овозможи непосредно, проникнувачки да ги почувствуваме и живееме новото, убавината, секојдневните прекрасни нешта. Убавината која што според Достоевски го спасува светот, ни ја разоткрива смислата на постоењето. Затоа повикани сме сите да бидеме уметници на своето постоење, бидејќи како што впечатливо вели Шерард, доколку во животот не го бараме и не го остваруваме убавото, тогаш ќе бидеме актери надвор од сцената без никаква улога во представата.